господа, член сум на одборот на 20-тите ораторски вечери Иво Пухан, на Правниот факултет Јустинијана Прима, како професор од Факултетот за драмски уметности во Скопје, и се радувам што оваа наша соработка се подигна на едно универзитетско ниво. Тоа подразбира да решавам и да одлучувам за квалитетот на ораторските говори на идните правници и наши студенти, а секако и да работам врз интерпретативниот, односно јавниот дел на говорите и на настапите. Со голема радост ја прифатив оваа обврска, бидејќи гледам први на 40 на млади луѓе кои конкурираа за влез во вториот круг со говори кои ретко кој од нашиве денешни современици, политичари, водачи ги зборува. Значи, тие луѓе, млади луѓе носат еден друг свет, еден друг дух, една потреба да се зборува вистината, што не е случај во Македонија и во македонскава земја, во ова наше политичко, демократско обкружување. Затоа што, ако не се зборува вистината, тогаш ние живееме во еден виртуелен, лажен свет во кој политичките мокници не распнуваат повторно, а нема потреба од тоа, бидејќи еден е распнатиот Исус Христос, и ние треба да го следиме неговиот пример, сервирајќи ни вистина каква што тие сакаат да слушаат, каква што тие сакаат да зборуваме, едноставно доаѓаме во едно време кога ни влегуваат во умот и во срцето и ни наметнуваат нивна вистина, политичка вистина, вистина која ќе ја фали и воспева власта. Политичката поделба во Македонија во една намразена состојба произведува еден систем на омраза, а овие луѓе во нивните ораторски, беседнички говори носат еден друга свест, друго чувство, ја носат вистината во себе си и слава му на Бога, тие се иднината на овој народ. Се радувам што тие 10 на 12 луѓе кои влегува во вториот круг беа скоро сите на едно високо говорно рамниште и секој од нив можеше да победи, како што и самиот им кажав. Посебно ме радуваше чистината на нивните срца, а пишано е блажени се чистите по срце, зашто тие ќе го видат Бога. Повторно ќе кажам да се зборува вистината, во духот на вистината. Нели го имаме оној пример кога Исус се вознесува на небесата, Отецот Небесен го испраќа Светиот Дух, духот на вистината, да им даде сила на апостолите за сведоштво. Така да го молам Бога да им даде сила на овие млади луѓе и да променат нешто во македонската намразена свест, каде што зборот вистина и зборот ја изгубил својата духовна вредност. Да не заборавиме дека приказната почнува на почетокот беше Словото и Словото беше во Бога, или ако се однесуваме кон Словото како нешто што ни е дадено од Бог, а Македонија има повеќе милениумска традиција на однос со Словата, секако оваа ораторска вечер и моето учество навистина ја прави значајна. Мислам дека Правниот факултет и овие 20 ораторски вечери покажуваат дека Македонија има млади луѓе кои можат да променат нешто и треба да ја давам комплетно мојата поддршка и се залагам и се молам за нив да истрајат во духот на вистината и да не се претворат во она што Часлав Милош го има во својата книга Заробен ум, во кетмани. Интелектуалци кои понекогаш заради местото на кое се нашле, работното место, фотелјата, бидејќи се заштрафени со штрафчиња за фотелјата, ќе мора да се откажат од своите ставови, од вистината и да кажуваат некои работи кои не се реални во интерес на тоа од полезност да останат на власта и на позицијата на која се нашле. Таа состојба Часлав Милош ја нарекува човек со заробен ум, односно кетман. Овие луѓе сигурно не се тоа и му ја честитам на Правниот факултет 20-тата јубилејна ораторска вечер и се надевам дека од оваа наша заедничка соработка ќе произлезе и една уште подолготрајна и подолгорочна соработка која ќе биде од полза за комплетниот образовен систем, можеби еден предмет јавно говорење кој би им помогнал на правниците и практично, не само теоретски, со личен тренинг врз своите гласови, со ослободување на чувствените блокади на гласовите, со развојот на волуменските слоеви на гласот, со посебни стилови на говорење
и како што реков со посебен индивидуален тренинг да бидат уште подобри. Слава му на Бога и сега ќе ги видите говорите и ќе видите за што станува збор и навистина ви посакувам духовно задоволство и уживање. Дозволите ми најсрдечно да ви посакам добре дојде на 20-тата ораторска вечер под насловот, сега веќе вистински бренд, професор Иво Пухан. Овие две фотографии се негови. Зошто токму професорот Иво Пухан? Поради многу, меѓутоа во оваа прилика во интерес на времето, најмалку две причини. Прво, затоа што професорот Пухан бил исклучителен оратор, извонреден ретор, толку вешт говорник, што останал запаметен во меморијата, во сеќавањата на сите оние кои го имале тоа задоволство, кои имале таа чест, привилегија да бидат негови современици. И неговите умни, неговите паметни, неговите прекрасни зборови и ден денес се цитираат, односно се повторуваат, како ука, како поука, како наука всушност за нас, овде присутните или оние кои што имаат прилика тоа да го чујат. И второ, човек може да биде идеален во областа која покрива, може да биде добитник на Нобелова награда и да не ги редиме понатаму работите, меѓутоа, ако не е пред се и над се добар човек, сето друго, сите тие високи дострели, сите огромни достигнувања во голема мера паѓаат во вода. Професорот Иво Пухан, покрај тоа што бил врвен научник, извонреден говорник, бил и бескрајно добар човек. И како таков, го сакале и се уште изразуваат собствени емоции сите оние кои биле негови колеги и сите генерации студенти кои поминале низ неговите клупи. Во таа чест заслужува вистински респект. И од оние кои го познавале, и од оние кои можеби вечерва прв пат слушаат за него. Има една наша, македонска, меѓутоа и во повеќе други подрачја, на еден или друг начин, идентична поговорка. Доброто на доброто му се радува, убавото на убавото, мудрото го препознава мудрото и така натака. И веројатно ова е клучниот момент кога заслужува да биде подцртано, да биде нагласено она што фактички е веќе 20 години од првиот настан, од првата ваква манифестација до денес, поттикнување, поддржување, многу често помагање, овозможување на одржувањето на оваа ораторска вечер, од еден не помал, односно од друг не помалку релевантен бренд во Република Македонија, меѓутоа се разбира во сосема друга сфера. Тоа е прво почитуваниот господин Трифун Костовски, меѓутоа и не само тој, всушност целокупното семејство Костовски. Неговата сопруга, не пред, меѓутоа никако не зад него, туку секогаш паралелно со него, и понатаму сите негови деца, а особено во на што значи соработка со правниот факултет, господјата Олга Костовска. И едните и другите го прават ова, придонесуваат со мноштво активности кон можна успешна, редовна, континуирана соработка со правниот факултет Јустинијан I, во рамките на она што политички коректно се нарекува општествена одговорност, во рамките на оној мејнстрим и така натаму, кој мене воопшто не ми се допаѓа, меѓутоа суштината е на настанот дека со собствениот придонес, со сите оние доблести што ги прават, фактички овозможуваат студентите на овој факултет да не поминуваат само низ процес на едуцирање. Јас не го сакам тој збор, не затоа што е странски, туку затоа што во македонскиот јазик има прекрасен збор, кој всушност треба да биде вистината на она што треба да го образува процесот на примање информации. Не голо цицање, пумпање со информации кои што денес ги имаш во глава и утре веќе ги забораваш, туку вистинско
образување, во смисла создавање, култивирање, негување, создавање образ. И кога е тоа така, не се срамиш да се погледнеш во огледалото, односно се срамиш доколку не постапуваш на определен начин и се гордееш, сакаш да се погледнеш во огледало кога си направил некое добро дело. Предпоставувам дека овие почитувани господа тука немаат од што да се срамат, може само да се гордеат поради целокупниот придонес што го даваат во продуцирањето на кадри кои што ќе бидат доследни, да застанат на чело на оваа држава, да не спасат оние теговни моменти кои што ги живееме предолго време, недозволиво долго време, и да ги стават сите свои знаења, сите свои капацитети во функција на интересите, ќе биде ли престрого, ако речам, на обстанокот на оваа татковина, за која генерации лееле реки крв. Тука завршувам, дозволите ми, почитувани присутни, официјално да ја отворам уште еднаш, нагласувам, 20-та поред ораторска вечер Иво Пухан. Ви посакувам максимално да уживате, впрочем тоа го правите сиве овие години, а колегите, учесници на ораторската вечер, ги поканувам да се разбрануваат, да се распостелат, да блеснат со сиот свој сјај и да пукнат со сето свое оружје, за да уште повеќе придонесат кон величественоста на овој по толку многу нешта прекрасен, посебен, специфичен, уникатен настан. Ви благодарам многу, повелете, колеги студенти. Вероника Маринковиќ, прва година, Институт за психологија, Филозофски факултет. Демократијата е управување на народот, од народот и за народот, рекол Линколн. Кај нас, очигледно е дека власта и народот си ги замениле улогите. Власта управува, а ние чекаме да бидеме избрани, заокружени. Македонската политика е театар. Трагикомедија во која главната улога ја играат политичките партии. Западот режира, странските служби суфлираат, а ние седиме во нашите столчиња и слепо ги гледаме главните ликови. Верувајте, скапо го плативме театарскиот билет. На репертоарот барок, бомби, државен испит, средношколски пленум, шарена револуција, поплави, земјотреси, министри кои бегаат од полициски службеници и што ли уште не. Публиката се повеќе се намалува. Наскоро и ќе ја нема. А нам, оние кои останавме, на вистина веќе не замори приказната. Ги фативме со рацете во медот, па ќе бараме нови институции, ќе одложуваме избори, ќе правиме неред на сметка на државата. И овие somедените раце не направија ништо подобро, освен што не оттугија, обоија, поделија. Трагично, зарем не? Ветуваат, а не исполнуваат. Ги донесоа странците, а ги избркаа нашите. Го изградија Скопје 2014, а во Куманово општината дели гумени чизми, затоа што немаат асфалт по кој дечињата би трчале. Не задолжија нас и нашите деца. И не за џабе ги изфрлија од употреба 5000-дарките. Па нив македонците ни на сон не ги виделе. Те тепаат, а не ти даваат да плачеш. Едните не лажат, а другите не продаваат. Велеа и дека ќе не федерализираат. Животни ли сме ние? Па и тие не би си го продале собствениот идентитет, собствениот јазик, собствената гордост. Дозволивме да паднеме толку ниско, а сепак да сме слепи за она што го предизвикавме самите, со заокружување на проклетото бело ливче. Почитувани лидери, наместо да ги кревате тупаниците во воздух, ставете го прстот на чело и размислете
Што на вистина и треба на Македонија? На Македонија и треба трета опција. Младина. Младина која лежи под ничија закрила, која е необоена, која е независна. Младина која действува единствено и само за доброто на својата држава. Младина. Младина која ќе не сплоти и ќе не однесе во иднината. Јас верувам и се заложувам за таква младина. Само со таква младина ќе најдеме излез од оваа трагикомедија. Сега е вистинско време за промена. Промена која ќе ја направам јас и секој од вас со бели идеали и со сонце во срцето. Марија Даниловска, прва година правни студии. Заврши изборната представа, финансирана со буџетски и со странски пари. Главната улога ја играа скопскиот боксер и струмичанецот црпнат од нивата. Зарем не ви пречи што овие ликови го окупираат нашето секојдневие, нашиве животи, ги напуштаат правните институти, делиберативноста е надвор од парламентот. 4 политички партии одлучуваа за нашава судбина. Зарем тие смеа да си дозволат да го кршат највисокиот правен акт во државата? Нејзиниот устав, според кого? Република Македонија е самостојна, независна и суверена држава. Што се случува со независноста? Дали власта на секоја независна држава треба да се покорува? Ако одговорот е да, по која мера и пред кого? Зошто секоја државна власт во Република Македонија од незината независност до денес дозволува да биде поданичка и допушта странците да си играат со судбината на нашата земја, до степен што се граничи со предавство? Тоа не доведува до заклучокот дека Гоце Делчев имал право кога тврдел: не познавам народ освен македонскиот кој повеќе страдал од предавствата на своите синови изроди. Поради тоа што некој постојано ни кажува кои се ваши, а кои наши, ние сме поделени. Но ние сме едно. Еден народ, едно поколение на оние кои пролевале крв за Македонија. И не смееме да дозволуваме на оние однадвор, само наречени медијатори за мирно решавање на конфликти, да не делат и да разгоруваат нарушување на односите. Не мора секогаш секому да му ги отвараме портите. Тоа е исто како да повикуваме експерти во семејните домови за стабилизирање на семејните односи. При тоа, лицемерно им се смешкаме, пресреќни што го посетиле нашиот гостопримлив дом. Знаејќи дека може да ги пореметат семејните односи и на таков начин да влијаат врз иднината на семејството. Класичен упад во приватноста и интимноста. Свесна сум дека современиот свет е толку многу меѓузависен, како што претходно никогаш не бил. Сами не можеме да успееме и не мора да изолираме Македонија од таа меѓузависност. Но ајде да им ги затвориме чадорите на главните ликови. Е тоа да биде расплетот на оваа бурна представа. Мудро, со поголема самодоверба, да ги одредуваме границите на нашата независност. Симона Томчевска, трета година, правни студии. Мале, многу сме брзи. Не баре сме експресен воз кој што ита кон својот успех.
Република Македонија, оаза на странски инвестиции и економија во подем. Добре дојдовте. Ниски даноци и добра почва. Најдобри сме во регионот, така велат. Медиумите известуваат, политичарите се перчат, нафрлаат статистики, документи, извештаи. Сме биле меѓу најдобрите 10. Блазесини. Понекогаш се прашувам зошто ние македонците се жалиме толку, кога се ни е совршено. Нели си имаме намалена невработеност? Нели си имаме странски инвестиции? Нема што немаме. Ете, најдобри сме. Најдобри сме и во избегнување на обврските. Та државата ни е должна дотука, а никој ниту збор да изусти за тоа. Некогашното долженсико Грчка, кај да е, ќе премине во долженсико Република Македонија. Но најважно, пензии да има. Со бањи ќе лечиме реума ишијас, додека малигно заболуваме идни генерации. Кај нас се знае, долг со долг се покрива, понекогаш и некое милионче настрана се сокрива. Марија Антоанета сигурно се гордее со нас, си јадеме и колачи. Додека некој мези кавијар и шампањ за сметка на нашите чукун внуци, а ние тонеме во долг. Слушам, сме вратили еврообврзница од неколку милиони евра. Зошто тогаш секој од вас борчи по 2384 евра од јавниот долг? Што правиме? Гориме. Тонеме во бездна. Зарем за намирување на јавниот долг ќе подмениме некој остров или нас самите? Не. Ние немаме острови. Но шејци, навалете на аукција, земетане со се партали. Жестока борба за власт, каде потоа ништо не се превзема. Себично и неодговорно товарот се префрло од едни во други раце, кода играат со жешко компирче. Народот накрај ќе го излече по дебелиот крај. Бесплатното, 3кратно ќе се плати. Иронијата да биде уште поголема, тоа не загрижува. Викај гага. Потребна ни е поголема свесност. Потребни се начини за решавање на овој проблем. А се додека себичноста и интересот се пред државата и народот, за нас ќе важи следниот стих од Слаткар кој вели: ружа или лавче, решава девиза. Тоа ти е, браче, увек сме у криза. А ти, Македонијо, туѓа си бескрајно. Та на нероден Петко капа не се крои, а ти кај нероден, па и го задолжи. Мизар велат, неколку години не се вечност. Затоа прекини да го жртвуваш утрешниот ден за денешниот комфорт. И разбуди се! Петар Радоничкик, 5 година правни студии. Тоа биле времиња кога луѓето се будале и заспивале со повторувањето на 12 таблици. Кога наизуст меѓусебно си го кажувале правото за да се надпреваруваат, бидејќи било престиж. Кога луѓето имале права, но и должности. Должности за кои насекаде говорел великиот Цицерон, кои во овие времиња одамна се заборавени. Некогаш пред судовите адвокатите животот го посветувале во одбраната на вистината. Работеле про боно. Професијата била недостојна доколку земале пари за својата работа. Денешниве одвај чекаат некоја пара да ти земат. Како да се банкари, а не во служба на правдата. Honeste vivere, alterum non ledere, sum quique tribuere. Живеј честно, не повредувај никого и на секому дај му го она што го заслужува. Тешко кој правник денес може да остане рамнодушен по овие зборови на доблесниот Улпијан. Но кај нас правниците станаа рамнодушни кон се.
Не ме чуди тоа зошто юристите потврлија при изградбата на нашето општество. Поради нивниот морален дефицит и нестручност заслужуваат на клоци да бидат исфрлени од Артес Либертатис. Замислете, еден стоик како Катон, кој не отстапил пред тиранијата, и еден говорник како Цицерон, кому републиката му била помила од животот. Ius est ars boni et equi. Правото е уметност на доброто и правичното. Но погрешно тврдел префинетиот Целзус. Умешноста во правото е добро да се заработува. Зона правичноста други нека му е мислат. За кои правни принципи и максими денес ние овде говориме, кога правото ни се валка во корупција, а правниците единствено навиваат за подлабоки джебови. По се ова, што ни останува нам денес, една урнатина од Република поради слабите юристи, со своето недејствување и премолчување го доведуваат правото на колена. Куи тацет консентире видетур, молчењето е одобрување. Виновни се поради тоа што дозволуваат политиката да го подјарми правото, како што некогаш должникот го врзувале за столб, додека не си го отплати долгот. Нашиот правнички долг се состои во тоа што не останавме доследни на римската правна традиција, што ги изневеривме римските правни вредности. Познатиот романист Рудолф фон Јеринг би кажал, со проучувањето на римското право да се издигнеме над него.